и дека тие повеќе би се залагале. И тоа го прави без срам. Без перде, што вика народ. Всушност, тие знаат дека сега основниот проблем е уцената за името. И отворено порачуваат дека треба да ги прифатиме грчките предвози и уцени и по тоа тие оценуваат дека тие биле поевропски ориентирани отколку ние. Или како што посликовито кажа подпредседателот Заев, подпредседателот на Црвенковски, требало да си ја свиткаме кишмата. Не знам како да им објаснам на луѓето во врвот на СДСМ и на неколку нивни медиумски јастреби колкава штета направија во процесот на разговорите за изнаоѓање решение за спорот со тоа што јавно го прифаќаа секој нов грчки предлог само за да се додворат на меѓународната заедница и да се прикажат како кооперативни, а на сметка на интересите на сопствената држава. Партијата СДСМ, која над 12 години била на власт и можела да го реши спорот, но не го решила, денес нас жестоко не притиска да прифатиме се што би ни било понудено, колку и да е тоа штетно. А бидејќи си ги знаеме, сите знаеме дека ако евентуално се постигне договор, кој би бил и најдобриот за Македонија, од првиот момент ќе ја сменат почата и ќе почнат да глумат загрижени дека е лош договорот. Тоа е СДСМ. Тоа не се менува. Но ВМРО-ДПМН не гледа така на работите. ВМРО-ДПМН, наследувајќи исклучително тешка ситуација во која што Бранко Црвенковски прифатил да не викаат фиром, па потоа 10 години глумел преговори, ВМРО-ДПМН во една таква ситуација сериозно пристапува на овој проблем. Ние не се откажуваме од нашата стратешка цел да станеме членки на НАТО и членки на Европската Унија. Ние не се откажуваме од реформите потребни за напредок на земјата, независно дали некој ќе не блокира во НАТО и ЕУ или не. Затоа што тие реформи пред се ги правиме за подобра иднина на нашиот народ. ВМРО-ДПМН останува силно фокусирана на процесот на изнаоѓање решение, затоа што тоа решение и треба на Македонија за да побрзо напредува и да се зацврсти. Но исто така, ВМРО-ДПМН нема намера интересите на сопствениот народ и држава да ги тргува за било што и со било кого, колку и да е тој поголем и помокен. Секој кој игра на картата на уцена, на притисок, на блокади или на закана, треба да знае дека си го губи времето. Тоа не помага. Еве 3 години ни вршат разни притисоци, а во последните 4-5 месеци поминавме и низ најжестоките притисоци да прифатиме работи кои не се за прифаќање. Но тоа не само што не даде резултат, туку си изгуби многу време. Знам дека на многумина им одиме на нерви заради тоа и не е случајно што многу интересни страни жестоко ја напаѓаат ВМРО-ДПМН на еден или на друг начин, со закана дека ќе ни ја одзеле власта, ќе ја одзеле довербата кај граѓаните, со закана дека ќе го изваделе надвор коалициониот партнер со ова или со она закана. Јас велам, се може да ни одземат, но душата не може да ни одземат. Затоа велам дека овој пристап ниту дал, ниту ќе даде резултат. Истовремено, доколку се јави подготвеност за решение на спорот, кој нема да направи штети на никого,
па ни на Република Македонија, се разбира. И доколку се има таков конкретен предлог, кој би бил прифатлив и за другата страна, ВМРО ДПМН, согласно ветеното, ќе распише референдум на кој сите заедно 2 милиони граѓани ќе ја донесиме одлуката, која каква и да е, ВМРО ДПМН ќе ја прифати и ќе ја спроведе. Ова е прашање кое не може да се реши под принуда, туку со разум, со меѓусебно разбирање и со многу добра волја. ВМРО ДПМН никогаш не сакало ништо туѓо, ниту туѓа земја, ниту туѓ идентитет, ниту било што туѓо. Но истовремено јасно порачуваме дека не сакаме и нема да дозволиме да ни го земат тоа што е наше. На светска економска криза и жестока борба и уште пожесток притисок за националните прашања, СДСМ ја бара својата шанса за враќање на власт токму преку овие прашања. Со прифаќањето на секоја можна уцена сметаат дека толку многу ќе им се допадне нивната кооперативност на меѓународните фактори, па сметаат и на нивна помош. Но забораваат дека во светот има други мерила и други вредности. Се вреднува доследноста и стабилноста, а не недоследноста и нестабилноста карактеристични за СДСМ. Се фалат дека од СДСМ дека собственикот на еден телевизија Велија Рамковски го има в джеб и дека медиумски тој ќе им одработи, давајќи им се што има на располагање, жестоко напаѓајќи го ВМРО ДПМН за било кој чекор и афирмирајќи го СДСМ и Бранко Црвенковски во секоја прилика, што гледајќи што се случува и не е многу далеко од вистината. Едно време се сеќавам, утрински весник беше медиум, каде што и да направиш, ако си од ВМРО си сгрешил. А ако си СДСМ и Бранко Црвенковски, секога си во право. Денеска, утрински весник е истиот, ама има и медиуми кои стана поголеми партиски мегафони на Бранко Црвенковски и на СДСМ. Но во СДСМ забораваат дека и народот ги научи овие трикови и со голема резерва и потреба за проверка гледа на сите информации кои доаѓаат од ваквите медиуми ставени на располагање на Бранко Црвенковски. За економијата, почитувани присутни, критикуваат како да нема економска криза во цел свет, а особено во Европа. И како народот да заборавил комплетно дека кога СДСМ била на власт, односно беше на власт, и во не криза беше криза. И како да заборавил кој ги создаде стечајците и невработеноста во Македонија. Секаде каде ќе најдат овие од СДСМ 5 незадоволни луѓе за некое прашање, веднаш им приоѓа функционер на СДСМ и им нуди дека ако излезат пред владата да протестираат и да блокираат улици, СДСМ ќе им обезбеди уште 100 членови да им дадат подршка. А на своите членови им собираат подписи за присуство на блокадите, советување дека кога ќе дошле на власт, тие со најмногу подписи, демек, ќе профитираме. Во едни вакви комплицирани околности на крупни историски проблеми, денес ВМРО ДПМН е исправен пред големи искушенија и предизвици. Но сепак, денес ВМРО ДПМН е многу поискусна, поучена од многу неправди во минатото. ВМРО ДПМН